Закани за бомби, паника и страв помеѓу населението во Република Македонија. И сите велат дека речиси е невозможно да се пронајде кој ги испраќа овие лажни дојави за бомби засега. Лажни се надеваме дека така и ќе остане. И премиерот Ковачевски и министерот за внатрешни работи рекоа дека се работи на тоа да се открие кој ги испраќа овие имејлови, меѓутоа дека тоа е многу тешко, а речиси невозможно, потенцираше премиерот. Експертите кои што ние ги контактиравме велат дека точно не е едноставно да се дознае, бидејќи обично хакерите користат сокриени IP адреси, а најчесто се тој IP адреси од странство. Меѓутоа велат дека не е невозможно да се открие кој стои зад овие бомби, посебно доколку имаме помош од нашите стратешки партнери земји кои што се и поразвиени, имаат и повеќе опрема и повеќе обучен кадар. Јас како експерт, како граѓанин, зборам како граѓанин, затоа си земав за право да малку повише ги искритикувам нашите НАТО партнери околу нивната правна помош и околу тоа што они имаат ресурси, ако ништо повише, во рокот еден час да ги лоцираат IP адресите од каде што ни стигнуваат и имејлови. Во моментот факт е дека на овој регион, на безбедносен план, зборам на целиот регион, на безбедносен план, факт е дека ни е потребна секаква помош и секаква и меѓусебна соработка и помош од поголемите и посилните држави кои што се легитимираат како наши стратешки партнери. Так. Ако тие не ни помогнат, тогаш јас се прашувам зошто да ние членуваме во тие организации. Народот ни е во паника. Во последниот случај имавме дојави за бомби во неколку трговски центри во Република Македонија. Овие снимки се од трговскиот центар Eastgate, кој што беше експресно евакуиран по дојавата за бомба. Милионски се сумите кои што се трошат и кои што ги губи Република Македонија во вакви случаи. Освен тоа што не работат бизнисите, сепак се случува и да мора да излезат на терен голем број на полициски единици, антитерористичката единица да проверува дали е бомбата лажна или не е лажна. Иако населението веќе го фаќа нервоза, велат дека МВР не способно да открие кој стои зад бомбите. Експертите кои што ние ги контактиравме велат дека иако досега се работи за лажни дојави, невозможно е секоја нова дојава да се третира како лажна однапред. Мора да се провери, бидејќи еден изгубен човечки живот значи многу. И верал дека мора да се почитуваат протоколите и покрај тоа што во последно време има најави дека овие протоколи можеби би требало да бидат и променети. Се споменува да немало евакуација. Експертот со кој што ние контактиравме вели да го видам тој јунак кој што ќе рече да нема евакуација. Основна и главна процедура во услови кога имаме дојава за поставена експлозивна направа е задолжителна евакуација. Слушам некои експерти вчера, меѓу кои што дури и министерот за внатрешни работи, дека ќе се правеле промени на безбедносните процедури и при тоа евакуацијата дека не била основен елемент, него дека прво требало безбедносна проценка. Господа, да го видам кој е тој јунак во оваа држава, не само во оваа држава и во било каде во светот, што нема да наредите евакуација. Дека станува збор за навистина хибридна војна која што е добро организирана, говори и фактот што не е само Република Македонија. Дојавите за бомби почнаа некаде од април, мај и се случуваат во цел Западен Балкан. Прво дојави имаше во Србија, во училишта, мостови, институции, потоа и во Хрватска, во судови, училишта и така натака, но не куртулија ниту Косово, Босна и Херцеговина, а ниту Црна Гора. Сега тука се поставуваат неколку многу битни прашања кои што мене како човек на безбедноста ме загрижуваат. Првото прашање по мене е кој ги обучува тие терористички екипи кои што се занимаваат со поставување на експлозивни направи. Тоа е првото прашање. Второто прашање е кој ги снабдуваат со експлозив, затоа што таму станува збор за специфични експлозиви. Значи без соодветна обука тоа не може да се спроведува. Она што сите нас не загрижува е што за среќа досега овие закани за бомби беа лажни, се испостави дека се лажни. Но сите стравуваме да не биде како во приказката волк и на крајот да не биде навистина да пукне. Вакви случаи имало во историјата во Шпанија и во некои други земји каде што по низа серии на лажни дојави за бомби на крајот некоја бомба експлодирала. Се надеваме дека тоа нема да се случи, дека ова ќе остане. Меѓутоа сепак мора да ги најдеме сторителите за да не трпиме ниту економски загуби, а ниту пак страв кај луѓето.